За 32% намален криминалитетот во Штип, но се чини не и на улицата Солунска. Само неколку часа откако жителите јавно проговореа за стравот со кој живеат поради секојдневните кражби, вчера се случил нов грабеж. Овие аматерски снимки, направени со мобилен телефон, покажуваат во каков хаос собствениците ја затекнале куќата на своите покојни родители. Се претпоставува дека кражбата е извршена во попладневните часови, а украдени се златно ланче, часовник и постелнина. И од ЦВР Штип ја потврдија кражбата. Според информациите, вчера во 16 часот 63 годишна штипјанка пријавила дека некој насилно влегол во куќата од каде се одземени ланче, часовник и куфер со везени чаршави и материјали за шиење. Жителите на Штипската улица Солунска подолго време се соочуваат со кражби, а поможда да се ослободат од животот во кафес побараа и од градоначалникот Јорданов. Тврдат дека живеат во домови оградени со железни огради и мрежи, а крадците се присутни во нивната улица буквално секој ден. Само што беше сврил ракијата и акумулатор и 60 кила ракија ми беа украделе. На камерата се гледа, комшијата има камера. Пријавуваме џабе, тој било гласачко тело. Така ми кажа у полицијата исказ. Кучето да е силно, ние обавезно станувам. Обавезно. Обавезно станувам. И дори имам шипки ставено там дома до вратата. Ако нешто дојде, јас сум 17 години човек, не може да се борам со овакви деца млади. И ја и на судови кажа, викам, ја морам да се вооружам. ЦВР Штип вчера го демантираше градоначалникот Јорданов, кој пред граѓаните на Солунска рече дека и покрај сета комуникација што имат со надлежните, се чини дека тие се незаинтересирани за проблемот. Од Штипската полиција тврда дека криминалитетот во изминатите 9 месеци споредбено со истиот период лани е намален дури за 32%. Наспроти ваквата полициска статистика, жителите на улицата Солунска тврдат дека се постојана мета на кратци, па поради тоа побараат 24 часовна полициска контрола.